Роднините на жртвите во старотниот пожар се уште се во шок и голема тага и стрес од она што го преживуваат деновиве. Председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски денеска во Тетовско Недаште беше во посета на едно од семејствата кое загуби член во трагедијата, во која за миг изгоре цела модуларна болница, а загинаа 14 лица. Изрази сочувство и жалење за семејствата во овие тешки денови. И сега само заташкуваат. Не бил крив. Овој по кој е крив? Кој е крив? Прво, ќе ми Влај ми кажа дека нема да дозвола за град. Ништо не имаше. Ни дозвола за град, Против пожарна заштита. ни против пожар, ништо. Ни дозвола за А на иста соба што зборува, имаше со струја проблем пред една недела. Еден млад човек. И кога скина, кога стае вклимава у струја, стопката се скопа. Оставки мора веднаш да има, порача Мицкоски. Во спротивно се сомнева дека истрагата ќе се заташка, а случајот може и со години да се влечка. Јасно е вели дека имало бројни пропусти, па прво што треба е властите да понесат морална одговорност, а потоа и кривична. Додека министерот за здравство, кој што е најодговорен за овој случај таму каде што е, додека неговиот заменик е таму каде што е, додека овие луѓе водат владата, не очекувам непристрасна истрага. Многу е јасно, луѓе, објектот немал дозвола за употреба, а е пуштен во употреба. Треба ли уште повеќе да зборуваме? Овде треба кривична одговорност, дека треба десетици години затвор за тие кои што тоа го дозволи да се случи. Она кое што ние како ВМРО ДПМН можеме да го ветиме и да се врземе, и јас како човек е дека оваа работа порано или подоцна ќе истуркаме до крај. И виновниците мора за ова да сносат одговорност. Мицкоски порача дека и семејствата, но и целата јавност очекува и заслужува независна и професионална истрага, која мора да се спроведе за да реши многу дилеми и да даде одговори на многу прашања. Случајот со пожарот, вели, никако не смее да се дозволи да остане без разрешница.